Зголемен бројот на болни изнемоштени лица кои гласаат во домашни услови. 258 стари изнемоштени лица плюс гласаат денеска во 4 општини од Истокот. Гласаат лицата пријавени од првиот круг, а дополнително има и други пријавени стари изнемоштени лица. Во Штип оваа бројка е зголемена за 50, вели председателот на Општинската изборна комисија Виктор Вацев. Во првиот круг гласаа 158 лица, а денеска гласаа 208. Материјалот е навремено дистрибуиран до избирачките места. Согласно раковникот на Државната изборна комисија, за првиот председателски круг беа уредно пријавени 158 лица, кои што истите лица ќе може да го искористат и денеска своето право на глас за вториот круг за председателски избори, исто така и за парламентарните избори. Согласно раковникот на ДИК, значи имавме нов рок за пријавување на болни и немокни лица до 34 април, кои што се пријавуваа за гласање за парламентарни избори, и истите лица уредно кои што се пријавили, значи тоа беа 54, имавме такви барања, кои што ги оцени уредни за 50, а 4 беа одбиени бидејќи не беа согласно упасот. Денеска, значи Општинската изборна комисија започна со дистрибуција на материјалот до избирачките места заради остварување на правото на лицата за гласање, оние кои што се пријавени за домашни услови за болни и немокни лица. Дистрибуцијата на материјалот започна рано утринава во 9:30 часот, каде што првите избирачки одбори го подигнаа материјалот за гласање. Од Општинската изборна комисија Кочани велат дека бројката од првиот круг председателски избори е зголемена за 76 стари изнемоштени лица. На 23 април на домашна адреса гласаа 170 лица, а денеска гласаат 246. Плюс 61 лице кое гласа во домашни услови има во Делчево. Од тамошната Општинска изборна комисија потврдуваат дека денеска гласаат 220 лица, а во првиот круг своето демократско право на глас го оствариле 159 болни изнемоштени лица. Во Општинската изборна комисија Берово на листата за гласање во домашни услови се пријавени плюс 71 лице, па гласаат 258, а на 23 април гласале 187.